Добар ден, почитувани граѓани. Се надевам дека убаво, лесно и корисно го поминувате овој викенд, кој за прв пат оваа недела беше прогласен за целосно затворен за движење. Како што веќе знаете, заради вонредната здравствена и економска криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, владата на Република Северна Македонија се обидува преку сесија на видео емисии да ги олесни и да ги објасни сите проблеми, прашања и недоумици поврзани со различни теми и области. Свесни сме за светската пандемија на коронавирусот, која и како го промени начинот на живот на граѓаните, но и начинот на функционирање на сите општествени системи. Токму затоа оваа видеосесија ќе биде веројатно и онаа која што најмногу ве интересира сите вас, а тоа е COVID-19 прашања и одговори се за коронавирусот. Како соговорници во денешната видеосесија се министерот за здравство доцент доктор Венко Филипче, заменик министер за здравство Армен Тарслани, доктор Жарко Караџовски и доктор Владимир Микич и двајцата епидемиолози од Институтот за јавно здравје. Добар ден на сите. Свесни сме дека секојдневно сте бомбардирани со безброј прашања околу коронавирусот. Секој еден поединец верувам дека го интересира што и како понатаму и она што го прашува ве прашува директно вас. Предпоставувам дека има многу теми кои што може да се говорат на тема коронавирусот, меѓутоа сепак некако се сконцентриравме на две поголеми теми за да можеме да бидеме по-конкретни во одговорите. Предпоставувам дека и граѓаните се нетрпеливи и затоа ќе започнеме веднаш и со прашањата. Првата тема е епидемиологија и тоа ние и светот. Затоа ќе ве прашаме вас веднаш епидемиолозите. За почеток, како ја оценувате состојбата во земјата? Во која фаза на епидемија се наоѓаме и ве молам ако може малку статистички да ни објасните. Добар ден. За оваа емисија подготвивме една кратка презентација, можеби за граѓаните визуелно да ги видат податоците. Во однос на вашето прашање каде се наоѓаме, би започнал со каква е, само еден краток осврт каква е состојбата во светот. Молам следниот слайд. Значи, досега, заклучно со вчерашниот ден, се регистрирани преку 1,7 милиони случаи, од кои најголемиот број, повеќе од половина милион се во Америка и потоа во 3 европски земји, Шпанија, Италија и Франција, каде што речиси во Шпанија имаме преку 160.000, во Италија преку 150.000, во Франција 90.000 случаи. Досега регистрирани се 108.000 смртни случаи, што представува стапка на смртност од 6,2% и при тоа се однесува на сите смртни случаи и каде што вирусот бил директна причина за смрт или смрт асоцирана со овој вирус. Најголем број смртни случаи, преку 20.000 се регистрирани во Соединетите Американски држави, каде што стапката е 3,9% на смртност, а во Европскиот регион највисока стапка се регистрира во Франција, која што изнесува 14,7%. Во однос на тоа кои земји се напатени, најзафатени, ова се апсолутните бројки, ве молам следниот слайд. Значи, според инциденција или според број на случаи на 100.000 население, гледате дека сликата е поинаква и од Европскиот регион највисока стапка од преку 340 регистрираме во Шпанија, а потоа идат Швајцарија и Италија. Во Македонија, следниот слайд ве молам. Значи, досега, заклучно со денесниот ден, се регистрирани 828 случаи, од што представува стапка на заболување од 40,3 на 100.000 жители, со што е ова важно, го споредуваме во однос со регионот и со неевропски држави, и ако се сеќавате, таму беше преку 340, што значи во однос на Европа, се уште во Македонија гледаме ниска стапка на заболување. Понатаму. Следниот слайд ве молам. Значи, во однос на тоа каква ни е географската дистрибуција по градови, најмногу секако имаме во главниот град Скопје 312 случаи, а во Куманово имаме 200 случаи, меѓутоа на мапата што е прикажана на овој слайд е представено значи заболувањето во однос на тоа колку лица се заболени на 100.000 жители. И ќе видите дека најмногу имаме во Дебар, каде што таа стапка изнесува 176 и следен град каде што имаме повеќе од 100 на 100.000 заболени е Куманово 140. Другите градови се под 100, каде што Прилеп има 75, Штип и Скопје се над 50 и така натаму. Се гледани потемно обоените региони се позафатени. Молам следниот слайд.
Јас наистина кратко го дам ова како вовед за понатамошната дискусија. Во однос на возрастните групи кои што ни се најчесто зафатени, гледаме дека најмногу ни заболуваат лицата од 50 до 59 години, каде што имаме и највисока специфична инциденца на 100.000 жители. И она што досега нас не радува како епидемиолози, односно не охрабрува, е дека се уште стапката на заболување кај оние повозрастни лица е далеку по-ниска во однос на другите возрастни групи, што значи дека се уште успеваме да ги заштитиме возрастните лица, каде што очекуваме најтешки форми на ова заболување. Следниот слайд. Значи, во однос само на возраста, значи имаме пациенти од 0 до 91 година. 24% приближно од сите заболени кои што беа до сега регистрирани, им била потребна и болничко лекување. Кај нив, кај сите хоспитализирани, повеќе од половина имале некаков коморбидитет. Најчести коморбидитети, кај вкупно 40% од сите случаи имаме регистрирано на некакво претходно заболување. Најчесто се кардиоваскуларните заболувања, потоа следат респираторните заболувања, 42 лица биле со диабет. Вкупно имаме регистрирано 34 смртни случаи асоцирани со вирусот на корона, од кои стапката, значи на смртност, не изнесува 4,1%, пак доколку се сетите на вкупната стапка, која што изнесуваше 6,2 во светот, и особено во европскиот регион, се уште сме далеку над оние стапки кои што ги гледаме во Италија, Шпанија, Франција, па дури и во други поразвиени европски земји. Од смртните случаи, повеќе од 65% се над 60 години и кај 3/4 од случаевите сме регистрирале некаков коморбидитет. Може би следниот слайд. До сега во Македонија се направени преку 8.000 тестови, што приближно одговара на 4.000 тестови на 1 милион жители, што не става некаде во врвот во регионот по број на направени тестови. И при тоа ќе потенцирам дека се работи за тестови кои што се со молекуларна техника, значи се докажува присуство на генетскиот материјал на вирусот, не се оние брзи тестови. Бидејќи често се постава прашањето дали треба да има масовно тестирање или не, во овој момент, значи и по препораките на Светска здравствена организација ги тестираме симптоматските пациенти и повторно ќе кажам, во однос на регионот имаме речиси највисок број на направени тестови, за споредба имаме повеќе од 3 пати направено тестови во однос на Србија. И последниот слайд, мислам уште еден слайд. Ова е само еден пример како изгледаат мрежите на ширење на инфекцијата. Ова е модел што го направивме за Дебар, некаде на почетокот на епидемијата во Институтот за јавно здравје и ни кажа, значи, од оној примерен случај, колку нови случаи се генерират и што значи навремено ставање на лицата во самоизолација. Ќе видите дека од преку 40 иницијални контакти, она големата црвено квадратче, потоа се регистрираат нови случаи, меѓутоа со навремена имплементација на мерките, конечно и се прекинува ланецот на ширење. Ова е само уште една анимација зошто е важно брзо да се регистрираат позитивните случаи, да се најдат нивните контакти и да се стават во изолација. Благодарам многу за убаво објаснитата слайдовите. И сега, како изгледа една клиничка слика на пациент заболен од коронавирус? Со оглед на тоа дека навистина и населението е веќе баги збунето, бидејќи има асимптоматски пациенти, има пациенти кои што ги имаат симптомите, колку да речеме и овие чисти клинички слики се процентуално застапени? Значи, јас ќе малце и пошироко да ја покажеме сликата. Ние, како епидемиолошка служба и здравствен систем во Република Северна Македонија, имаме искуство со оваа болест 4 месеца. Се што црпиме се податоци добиени од состојбата во Кина, што беше, и од оно што се случуваше во Европа. Дури и светските часописи кои што почнаа да објавуваат статии поврзани со ова заболување, се највеќе во последниве 2 месеца. Значи, првиот месец дена од 15 декември, кога Кина отприлика пријави дека има ова заболување, ние бевме само неми сведоци на она што се случува, меѓутоа епидемиолошката служба се спремаше дека ова ќе се случи. Зошто? Заради тоа што од практична гледна точка
Ниедно заразно заболување и од сегашното искуство што го имаме не останало во регионот каде што се појавило за прв пат, зошто заради два добри трансфери со авион и лицата што се во инкубација доаѓаат од било кој дел на земјината топка во нашата држава. Значи, заради тоа се спремавме дека ова ќе се случи во државата. Клиничката слика е нешто што во моментов се базираше на податоците од Кина и она што го гледаме од податоците во Европа. Прв и основно, ние што го направивме е да им на нашите граѓани објасниме дека постојат одредени клинички симптоми кои што се карактеристични за ова заболување. Меѓутоа, она што не ни одеше во прилог е појавата на ова заболување во сезоната на грип. Зошто? Двата синдроми имаат многу слична клиничка симптоматологија и многу сличен клинички почеток. После инкубација која што се движи од 1 до 14 дена за COVID зборуваме, или коронамерс 2 по најнови сознанија, така е номенклатурата на ова заболување. Клиничката слика е после оваа инкубација од 1 до 14 дена или просечна инкубација согласно кинеските искуства 5,3 до 5,7 дена. Просечно се јавуваат почеток на клинички симптоми кои што се манифестираат со следниве симптоми. Прво, повишена телесна температура над 38 степени. Второ, отежнато дишење, сувана дразнителна кашлица. Тоа го велиме прва клиничка симптоматологија која што може да укаже на ова заболување. Повишената температура во исти момент може да биде кај грипот, затоа не ни оди во прилог. Меѓутоа, епидемиолошките и клиничките сознанија велат дека 24 до 72 сата максимум е клиничка инкубација за грип. Ако е така, а така е, ова не се исти ентитети, бидејќи имаме различна симптоматологија. Пред да се јави симптоматологијата имаме одредена инкубација. Второ, клиничките симптоми може да одат во друга насока, слабост, малаксаност, отежнато дишење, болки во зглобови, болки во мускули. Може да се јават стомачни тегоби како што се диареја, повраќање и исто така она што на крајот во последниот месец дена се појави, губиток на вкус и губиток на мирис. Значи, овие десетина симптоми се круцијални за ова заболување. Некои се многу слични на респираторната симптоматологија и кај други респираторни вируси. Така да на почеток правеа забуна. Меѓутоа, со анкета што треба да ја направи на соодветен начин соодветно лице, а ние ги дадовме препораките кои што треба да се направат, веднаш може да се направи дистинкција помеѓу едното и другото заболување. Она што не ни одеше во прилог е следното. Годинава 19 на 20 година во државата се регистрира околу 38.000 случаи на инфлуенца, што отприлика представува некаде 18-19.000 случаи зголемено во однос на минатата година. Што тоа значи во пракса? Ние ги следиме секоја година согласно нашите критериуми, еден проект што го изработивме пред 5 години, Influenza-like illness, значи болести слични на инфлуенца, acute respiratory infections ги следиме и severe acute respiratory infections, односно тешки акутни респираторни синдроми. Кои ќе ги собереме тие на куп ни покажува моменталната состојба дека имаме околу 18.000 повеќе заболувања кои што најчесто се манифестираат со респираторна симптоматологија слична на COVID, а во кои регистрираме зголемен број на инфлуенца случаи. Тие инфлуенца случаи најчесто се манифестираат со воспаление на горни и долните респираторни патишта. Најтешко е од се пневмонијата која што се јавува во периодот на оваа клиничка слика. И сега она што најповеќе не загрижува е тоа што во перспектива која ќе заврши целава оваа активност, во подобри времиња, посреќни времиња, која ќе можеме да одахнеме малку со целава работа, ќе направиме едно истражување, верувам, во кое што ќе кажеме точно дали некои од овие случаи кои што се регистрираат во сезона 19-20 имале симптоми слични на COVID и дали тестовите што се направени само за инфлуенца, а ќе ги повториме, ги чуваме тие материјали, ќе видиме дали има меѓу нив и некој COVID. Согласно со ова, првиот период во Македонија го поминавме и она што прашавте до каде сме, сега сме на нагорна линија. Понатака ќе коментирам понатака. Да, со оглед на значителниот број на заболени на грип во јануари месец, доколку се сеќавате и училиштата беа полупразни, едноставно беа до затварање, дали е можно и вирусот да бил присутен во земјата и порано?
Значи, мојата последна реченица беше ќе направиме истражување Дека е со кое што возможно ќе да видиме било. дали е тоа возможно. Меѓутоа, можам само да ви речам дека согласно, а ја следам состојбата секаде низ Европа. Тоа ми е пасија да видам што Европа прави во однос на нас. Ако се сеќавате кога ги затворивме училиштата, кога ги затворивме маркетите во делот на бизнис, маркети, не мислам Така, маркети за така. храна, него продавниците за храна и бизнисот во државата, успеавме да направиме така наречена митигација на процесот, да не ни се прошири низ целата држава. Меѓутоа, следејќи ги останатите европски држави кои што тоа го направија или го прават од овој викенд па натака, согласно затварање на процесите во државата во смисол на движење и рестрикција на движења, ние сме сега во моментов 6,5 недели во процесот на COVID-19. Некои држави се 2-3 недели наназад од нас, а само две држави, Шпанија и Италија, се пред нас во делот на регистрирани случаи. Епидемиолошки гледано, дали успеваме да ја ублажиме кривата на експоненцијалниот раст? Па да, значи, нас, ако ги видиме графиконите предходно што ги презентирав, секако дека успеваме да ја ублажиме значително, значи немаме експоненцијален раст на случаите, во просек имаме од 30 до 40, ако се распределат нели во овие неколку, да речеме 5 до 6 недели кои што се круцијални, каде што го очекувавме највисокиот број и го регистрираме највисокиот број. Значи, дефинитивно ја облажуваме кривата. Тоа е повторно ќе повториме, зашто е тоа важно, затоа што еве како што гледате се уште има слободни капацитети во здравствениот систем и во инфективната клиника и во другите болници низ републиката. Значи и целта која што беше да се ублажи бројот на ново регистрирани е сега за сега постигната. Одлично. Се уште сме во епидемијата, но сега добре менаџираме. Она што ја разбранува малку јавноста беше случајот со мајката и синот во Велес. И тоа отвара низа на прашања. Како е можно да се детектира присуството на вирус, кој бара жив организам за да екзистира во распаднато тело? И дали и како е можно жената да го имала вирусот уште во јануари, особено ако се земе предвид информациите дека мајката и синот имале ограничени контакти и плюс воопшто не излегувале? Значи вака, тој секако е, да речеме, контраверзен случај, кој што се уште се расчистува. Во однос на точното време на смртта, би сакал само да споменам дека се уште на Институтот за судска медицина се утврдува периодот кога може да настанала смртта, така да не знаме дали е 3 месеци или помалку, и тука не би шпекулирал со точен период кога е настаната смртта. Второ, што е многу важно да се каже, значи со тестот се детектира генетски материјал. Не се тестира жив, не мора да значи дека тестот укажува дека постои жив вирус. Едноставно е најдена нуклеинска киселина која што ја одговара на вирусот. Значи, повторно ќе кажам, се уште е рано да се утврди со 100% прецизност дали таа жена навистина била инфицирана или не, од кога настанала смртта и кои се можните начини воопшто да дошол вирусот кај нејзе. Така, министерот Филипче сака да се дозволите само додаде да нешто? додадам, заради тоа што се покрена бројни информации и понатаму шпекулации во врска со овој случај. Прво, како што кажа колегата Микич, допрва сега многу скоро ќе дознаеме кога точно настанала смртта, меѓутоа тие податоци ќе ни бидат многу битни во однос на тоа што ќе следи, а тоа е како ќе анализираме состојбата со антитела, така наречен скрининг на серолошкиот статус на населението генерално, кој што нема сега да почне, туку малку понатаму, заради тоа што сме ние се уште у фаза кога откриваме активни болни, кои што може да го пренесат вирусот, и заради тоа е се уште актуелен и сметаме дека е добра стратегијата на Комисијата за инфективни болести да се диагностицираат само пациенти кои што имаат симптоми и сите нивни примарни контакти да бидат во една своевидна изолација, нешто што ние на ниво на држава и генерално го постигнуваме со овие рестриктивни мерки на движење, заради тоа што се повеќе и повеќе публикации укажуваат на тоа дека има и асимптоматски носители, кои што можеби со многу лесни, па дури и со никакви симптоми, практично да го поминале. така. И тие се активни преносители на вирусот и во даден момент тие ќе створат антитела. Веројатно дека
После оваа ситуација, после детекцијата и констатирањето на состојбата со најдените починати во Велес, например, имаме податоци дека во крустите на пациенти кои што починале и кои што имале претходно сипаници, многу долго време стои генетскиот материјал на вирусот. Меѓутоа, овој вирус е се уште непознат. Овој генетски материјал на вирусот од починатите е изолиран од најдлабоките делови на белите дробови, таму кај што се врзува вирусот со клетките, каде што ја компрометира и функцијата на белите дробови на најситно микро ниво. Но ќе биде одличен показател, ќе повторам, не сега, тогаш кога полека животот ќе се враќа нормала, и тоа не веднаш, зашто ние и сега превземаме одредени мерки да се спремат капацитетите, сите оператори за тоа како треба да се функционира. Тогаш кога ќе кажеме дека е овој момент да се прекинат сите овие рестриктивни мерки, тоа веројатно ќе биде негде на почетокот или средината на мај, допрва ќе се утврдува моментот кога тоа ќе го практично вратиме животот во функција и начинот на кој што ќе ја детектираме и ќе се пуштиме во детекција на серопреваленцата на населението, односно кои се тие делови, градови, општини, региони, на кој начин ќе пристапиме да се контролираат, да се детектираат антителата, врз основа на што овој процес кој што ќе трае веројатно до крајот на годината, ќе имаме целосната мапа на состојбата во однос на оваа болест во нашата земја. Доктор Караджовски, сакавте вие да додадете? Неколку детали поврзани со самиот вирус и со заболувањето. Причинителот на ова заболување има мултиоргански промени, дава мултиоргански промени. Она што ние стално го детектираме е следното. 80% од населението, од сите, еве ќе речам, од 100 луѓе, за да имаме лесна математика, од 100 луѓе, 80 луѓе од тие 100 имаат многу лесна клиничка слика, која што во животот ја поминуваат без никакви потешкоти, дури и не се свесни за својата болест. Меѓутоа, тие се тие што ја шират болест. 20% ни остана, од кои 13 до 15% согласно кинеските и европските искуства се лица кои што ќе имаат воспаление на белите дробови или други потешкоти од оние што ги реков, дишењето, кашлицата, надразнителна и така натака. Некаде 4,5 до 5% ќе завршат со многу тешка клиничка слика, од кои ќе завршат поголем процент од нив на респиратор. Меѓутоа, во одредени држави, ние статистики што ние ги следиме, првите статистики беа од 0,7 до 2,4 ќе завршат летално. Меѓутоа, гледате дека податоците во Шпанија, Италија и во други држави се над 10%. На прашањето ваше, прво, како Европа го дочека вирусот, ја би рекол во многу проценти некоректно го дочека. Не дека тие не се богати држави. Неподготвено, можеби. Па сега не сакам да увредам некого дека бил неподготвен, меѓутоа би рекол тотално неспремно за одредени работи, затоа што тие ја следеле веројатно состојбата во Кина. Меѓутоа многу брзо вирусот се пренесе во брз временски период, краток временски период, при што интензивниот пренос внатре од човек на човек го зголеми бројот на лица носители и пренесувачи на вирусот, и вирусот е влезен во оние популациони групи од кои што ние бегаме како од ѓаволот. А тоа се домови за пензионери, лица каде што се лекуваат во институции кои што се имунокомпромитирани, лица кои што имаат големи коморбидитетни состојби во себе. И она што е најважно, народот мора да свати дека ова болест не ги напаѓа само белите дробови. Белите дробови се само еден, меѓутоа има мултиорганско напаѓање, значи има и срчено, има и бубрежно, има и на црниот дроб, и во крајна линија се случува на белите дробови, ние велиме поминаат то како испечени од озгора белите дробови, патохистолошки е направено, што значи, ние го викалиме тоа акутен респираторен дистрес синдром, во кој што повеќе од 60-70% од лицата што се на респиратор завршуваат смртоносно, затоа што тотално белите дробови се гушат во вода, односно не може да ја вршат својата функција на размена на гасови која што им е
дадена за... Ви благодарам што вака експлицитно го кажувате ова, бидејќи навистина треба да сме свесни за сериозноста на проблемот и на... Ние сме најсериозни овдека што не гледате секој ден. Зборувам за нас граѓаните. Треба малку посериозно можеби да се свати целата оваа работа. Ја верувам дека сите медицински лица, вклучително и овие лица што се овде, од сериозно посериозно оваа работа ја работиме веќе 3 месеца. Можеби некој оддава признание на тоа, можеби не, меѓутоа ние најсериозно ја свативме работата и Комисијата за заразни болести, и Министерството за здравство, и затоа имаме во моментов луѓе кои што се 100% оддадени во својата професија. Тоа се лицата кои што работат пред се на инфективните оделенија, пулмолозите, болниците, кои што треба секако населението да оддаде признание. Не очекувам, не знам какво признание по новини и тоа, меѓутоа признание заради тоа што ние сме посветени највеќе што може на својата хуманост, на својата предодредба за да се бавиме со медицина и она што го велам во крајна линија, оној момент кога се нашите 5 минути, тогаш да му помогнеме на населението. Апсолутно, и за сега одлично го менаџирате тоа. Ви благодарам што постоите. Министер Филипче, дали подготвени ја дочекавме епидемијата? Што очекувавме, а што е она што не изненади од друга страна? Мислам дека нема згрешам ако кажам дека здравствениот систем како никогаш до сега го дочека овој удар спремен и скоординиран помеѓу сите институции кои што се дел од овој процес. Почнувајќи од првичните анализи веќе на крајот на јануари, на почетокот на февруари, кога заедно со епидемиолозите, дел се тука присутни, дел се членови на Комисијата за заразни болести, луѓе со огромно искуство, огромен број на години посветени токму на вакви ситуации, ги анализиравме ситуацијата во Кина. Како се одвиваат работите, ги гледавме бројките, го гледавме растот на ново диагностицирани пациенти, гледавме смртните случаи, се обидувавме да стигнеме до првите публикации од Кина да видиме на што се должи сето тоа. Врз основа на тоа ги пратевме и препораките на Светската здравствена организација. Ние бевме прва земја во регионот која што постави детекција на аеродромите. Термални камери, доктори присутни таму прво за ризичните летови од ризичните региони, а понатаму практично и за сите летови кои што стигнуваат на нашиот аеродром, координација на сите сувоземни гранични премини со граничната полиција, тренинзи на граничните полицајци од страна на нашите епидемиолози, како се спроведуваат прашалниците, како се постапува со луѓето кои што се детектираат да бидат се детектирани и се констатирано дека се од ризик, треба да бидат во изолација, дека треба да се земе материјал за бриз и така натаму. Понатаму следниот чекор, мобилизацијата на апсолутно сите вработени во здравствениот систем. Распоредот на тоа кои установи, кои клиники, кои болници ги примаат пациентите. Понатаму едукација, најпрво онлайн, а после и преку нашите тренирани сестри, медицински сестри и доктори со персоналот кој што тоа директно го работи. Распределба и план на местата за интензивна нега. План консекутивно како кои болници ќе се завземаат и ќе бидат институции кои што ќе ги третираат овие пациенти. Учевме за жал од италијанското искуство, каде им се случи една ситуација која што многумина изненади. Таму имаше ситуација во која што огромен број на новодиагностицирани пациенти ги затрупа оделенијата за интензивна нега, болниците генерално. А што се случи сето тоа? Многу е тешко тоа да се каже, за тоа ќе треба една многу широка епидемиолошка анализа, анкета, анализа на состојбата генерално се прави не само таму, и во Франција, и во Шпанија, таму кај што има огромен број на заболени, таму каде што се пренатрупуваат болниците, кај што има огромен број на, за жал, починати. Дел од италијанските колеги вика дека една од најголемите грешки ни беше што ги примавме сите пациенти во болница. Требаше да остана домашно лекување. Понатаму дел од шпанските лекари кои што викаат дека над одредена возраст веќе не ги ни примаат, ниту ги вклучуваат на респираторна машина постарите пациенти заради тоа што едноставно не може да постигнат. А ние тоа сценарија го немаме. Мислам дека сето ова што го преземавме, почнувајќи од мерките, препораките кои преку Комисијата за заразни болести ги усвојуваше Централниот штаб во владата, понатаму и владата, мерките на рестрикција на движење, препораките за организација на јавниот превоз тогаш кога се уште функционираше, школите, јавните собери во момент кога ниту една друга земја тоа не го правеше. Го превзема од нас со
едно одредено закаснување. Сакам да кажам дека е многу битно да се направи еден автентичен модел заради тоа што нема два исти здравствени системи. Сите ние имаме карактеристики во однос на распределба на здравствен кадар, институции, болници и така натаму, за да сега мислам дека слободно може да се каже дека имаме добри резултати заради тоа што имаме линеарен пораст на бројот на пациенти, број на пациенти кои што нашиот здравствен систем одлично го амортизира, добро ги прифаќа пациентите во болниците, немаме експоненцијален раст, нешто што на почетокот го имаше Италија и нагло се затрупа болниците прво во Северна Италија, понатаму и во цела Италија. Така да сметам дека оваа стратегија е одлична стратегија, за сега продолжуваме, разгледуваме и други стратегии, но сега за сега тие се разгледувани стратегии во однос ние ги крстивме црни сценарија, што ќе правиме ако ни се случи и некое такво сценарио, имаме и такви модели во рамките на... Во суштина, кој е можеби вашиот најголем страв во моментот во однос на ситуацијата и состојбата во која што се наоѓаме? Нашиот најголем страв во моментот не ни се случува. А тоа е токму тоа да има огромен број на пациенти кои што нема да може да ги приеме во болниците. Нашите болнички капацитети предвидени за ова се практично празни. 1/3 од клиниката за инфективни болести. 90% од болницата 8 септември. Еден одличен модел на третман на пациентите во домашни услови, учејќи од искуствата на другите земји. Така да експоненцијален раст, да бидам конкретен, на бројот на пациенти кои што нагло ќе ги затрупа болниците е нешто што навистина ниту еден здравствен систем во светот не може да го изамортизира, ниту може да го изменаџира. Верувам дека е така. Дали навремено се воведуваа мерките и дали имате естимација на човечки ресурси, капацитети, респиратори и заштитна опрема? Благодарам. Дозволете да ве информирам дека заштитна опрема има доволно во резервите на Министерството за здравство, кои што исто така се доставуваат на редовна основа на барање од секоја здравствена установа. За ова цел да потенцирам дека имаше увити во јавноздравствените установи и констатирано е дека има доволни количини како и средства за дезинфекција на работни површини и дезинфициенци исто така и за раце. Ке нагласам дека дополнително на опремата која што ја има во Министерството за здравство, добиено исто така и донации во заштитна опрема и тоа во големи количини. Повеќе од 1 милион парчиња заштитна опрема од различен тип, а исто така ево теки набавка за надополнување на овие количини, за што е пишано и покана за јавна набавка и објавена исто така на веб страната на Министерството за здравство и тоа 12.000 маски од N95 или сличен стандард, 20.000 скафандери, 500.000 хируршки маски, 5.000 визири, 1.200 гумени скафандери. Но она што во овој момент сакам да нагласам е дека и самата Светска здравствена организација ги истражува причините за високото ниво на заразен персонал од COVID-19 и тоа истражуваат повеќе држави во светот со оглед дека вакви информации пристигнуваат токму од многу земји. Ви благодарам. Она што претпоставувам дека ќе ги интересира буквално сите граѓани, до кога ќе бидат на сила мерките и како продолжуваме понатаму, односно ќе можеме ли да се вратиме на оној нормален начин на живот и за колку време отприлика? Ајде, повелете. Значи, мерките што ги донесе владата на Република Северна Македонија се врз основ на одлуките на кризниот штаб и врз основ на одлуките на Комисијата за заразни болести при Министерство за здравство, која што напоменувам е советодавно тело на министерот за здравство Венко Филипче. Значи, ниедна одлука не е донесена врз основ на нечие добра желба, добра идеја, некој каква имал визија, туку се е со консенсус. Тоа е прва реченица. Второ, што сакам да го кажам, дека следиме состојбата во околните држави во Европа. Ви реков пред малку дека одредени држави се 2 недели пред нас во делот на почетокот на епидемијата, тоа значи зборувам за Шпанија, Италија и Франција, и некои држави се
2 недели после нашите мерки, откако го регистрирахме првиот случај. Само колку за подсетување, некои држави, не сакам да речем дека го копираат моделот, односно, со мерките постапуваат исто како што ние сме постапиле пред 2 до 3 недели. Може да слободно да го кажете тоа. Слободно ќе го кажам, Ето од така. синоќа Косово е во целосна изолација. Од синоќа. Односно, се извинам, од зад синоќа, петок до недела. Второ, делот на оние мерки што се прават во Србија се од минатата недела. Ние ги правиме веќе 2 до 3 недели натака. Дел од државите, дури пак би рекол, имаат сосема тотално различен модел од нашиот модел. Шведска, Германија. На почеток тргнаа со тоа дека кај народот ќе створат колективен имунитет. Во пракса, тој што знае малку епидемиологија, вели дека 70 до 75% од населението за да стекне колективен имунитет, односно herd immunity, што се вели во литературата, ако некој сака да провери веднаш за што зборувам, мора да се има 75% лицата да го прележале, населението да го преболеле, да ја преболеле оваа нокса, оваа болест. На 80 милиона жители во Германија, 70% е 56 милиони. Зарем системот во Германија здравствен може да обезбеди 56 милиона прегледи, од тоа 20% нека се со тешка клиничка слика, на 56 тоа се 5 милиона. Зарем 5 милиона има некои респиратори, пневмонии да лечи. Шведска се уште нема ништо затворено, народот се шета, народот се джогира, народот меѓутоа има 15.000 болни. Значи, никако не поддржувам народот да прави своеволни чекори во делот на стварање на колективен имунитет. Имаше такви насоки и размислувања и во нашата држава. Значи, ако ние пуштиме народот слободно да се движи, со темпото која сега имаме 50-60 случаи, ќе беа пута 10. Виру. Значи, ниеден систем не може да обезбеди прво толка број на тестирања, толка број на позитивни, од кои 20% ќе развијат клиничка слика. Еве 80% нека шетаат меѓу нас. Меѓутоа, проблемот не е што ќе шетаат меѓу нас, проблемот е што ќе ја шират болеста. Дебар го видовте што значи. 49 луѓе ставија во карантин 20.000 луѓе. Значи, повеќе илјади носители ќе заразат повеќе десетици илјади луѓе, од кои пар илјади ќе завршат со тешка клиничка слика и на респиратор. А видовме колку прогресивно оди сето. Значи, ако една USA не може да застане во Њујорк, зборувам Њујорк, зборувам Лос Анџелес, зборувам Калифорнија, нешто што велиме сите 500.000 случаи имаат за 3 недели од како влезе на епидемијата, од кои што имаат најголем број на болни и најголем број на умрени. Значи, јас не сакам да се мерам со Западна Европа. Секако имаат од една страна поголем број на лекари, подобар здравствен систем, побогати држави, поголем број на респиратори. Меѓутоа, се што сме презрели на време, дава и вродува плод. Господине Микич, сакате да се надоврзете? Не мислам дека се кажено. Ама не ни дадовте одговор на прашањето. До кога мерките мора да го добиеме и тој одговор. До кога? Ајде, министр, Јас само ќе ви кажам во однос на епидемиолошки очекуваме, значи до крајот на месецов да имаме случаи. Пикот го очекуваме некаде до крајот на април да заврши со овие мерки. Потоа ќе очекуваме да се намалуваат бројот на случаи. Согласно на епидемиолошката состојба, потоа Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија ќе донесат соодветни мерки кои што јас сега не би ги коментирал. Ќе се нормализира ли животот? Финално ќе ви кажам во делот на прашањата што ги поставувате. Епидемиолошката размисла е дека мора да помине 6 до 8 недели за да се добие максималниот број на заболени. Пикот, врвот на болеста. Согласно она што беше во Кина, 15 декември, до минатата недела, тоа е веќе многу повеќе недели него што сме ние сега. Меѓутоа, веќе 2 недели Кина нема автохтони случаи. Кина има само увезени случаи. Тоа е нешто што ми дава надеж дека може да се случи после 2 месеци, значи јануар, февруар, веќе во март го има проблемот, март и април да се разреши проблемот. Ние очекуваме до крајот на месецов да има поголем број на заболени. Не сум, значи, од тие коцкари што се коцкаат фикс 1 или фикс 0, значи ова не е спортска прогноза. Значи не сакам да наддаваме. Проценките беа дека 1500 до 2000 случаи ќе се регистрираат, 770 колку имаме тамо. Очекувам дека бројот ќе се зголемува. Тоа е недвосмислено така. Ние сме свесни за тоа. Меѓутоа, исто така сме свесни и за фактот
дали имаме капацитет. Ако министерот рече дека 700 пациенти досега, а имаме 65 до 70% инфективна клиника пополнета. Јас само ќе речам проценките, вие прашате што ви е црното сценарио. Имаме 1000 кревети. Тоа е црното сценарио во кое што можеме да играме со 1000 пациенти. Во моментов имаме 75 хоспитализирани на инфективно и некои 10-20 во остатокот од државата. Деталите ги чуете од министерот. Доколку, да, сакате да се надоврзете, министре? Еве само уште неколку зборови и мислам дека граѓаните пред се тоа ги интересира. Ако пикот го очекуваме на болеста на крајот на месец април, тогаш веројатно за тоа како ќе бидат организирани движењата во текот на викенд, сигурно ќе биде рестриктивна мерка исто како што е сега и следниот викенд, кога е Великден. А после таа недела ќе зборуваме за тие следни викенди кои што следат и дали ќе има некаква промена или нема да има. Во однос на тоа како би изгледал животот, како ќе бидат организирани работата во сите институции практично, сметам дека не само во нашата земја, туку никаде во светот повеќе нема да биде исто, барем нема да биде непосредно после завршување на вакви рестриктивни мерки кои што се воведуваат не само кај нас, туку и во многу европски земји. За таа цел дел од Комисијата за заразни болести ќе работи со представници на Стопанската комара во периодов кој што следи за тогаш кога ќе се одлучи дека мерките треба да престанат да важат. Тоа ќе биде најверојатно некаде на почетокот или на средината на мај. Сега е многу тешко да се утврди кога точно ќе се тргнат овие мерки, ќе знаеме и ќе функционираме по еден малце распоред поинаков од тој кој што беше досега. Значи, после укинувањето на рестриктивните мерки нема да биде секаде исто со тие големи гужви, со големи редици, така како што се организирани работите во маркетите, рестораните, после секоја епидемија, за жалот, досега се уште непознат во детали предизвикувач, светот нешто учи. И верувам дека во светот во сите земји ќе биде така. За таа цел ние правиме наши автентични модели како ќе се организира работата во сите економски оператори, фирми, ресторани, според спецификата на дејноста, според фреквенцијата и начинот на движење на луѓе, и сето тоа ќе биде на сила тогаш кога ќе кажеме дека овие мерки веќе може да престанат да важат или барем постепено да ги укинување, у смисла на ублажување таму каде што мислиме дека може, дека треба во одредени дејности, во одредени региони. Да, ви благодарам многу, а предпоставам дека и народот е свесен доволно за да не веднаш се фрли во некакви гужви и така натаму, туку дека едноставно ќе бидеме и ние предпазливи во однос на целата ситуација. Можеби и последното прашање, барем што се однесува до емисијата, имате ли можеби некаква визија или можеби некакви сознанија дали и кога да се очекува првата вакцина? Знам дека се работи многу, знам дека многу научници и доктори го прават тоа, меѓутоа еве некои ваши сознанија. Знаете, мислам дека претходно неколку пати беше споменувана оваа тема, секако дека целиот свет ја очекува со нетрпение вакцината, бидејќи еве како изгледа заболување кога немаме специфичен лек и кога немаме вакцина против него. Значи, мораме да напоменеме дека процесот на производство на вакцина е долготраен. Значи, да се забрза максимално, значи најмалку треба 12 до 18 месеци. Значи пред крај на оваа година не би можела објективно да се очекува дека вакцината ќе биде произведена, затоа што треба да помине низ предклинички испитувања, има 3 фази на клинички испитувања, каде што во последната фаза голем број на доброволци се тестира и безбедноста и ефикасноста, затоа што едноставно има 0% простор за грешка со вакцина која што би била аплицирана масовно нели на целото население, така да според она што досега го знаеме, во најбрз можен рок меѓу година и пол би бил периодот кога може. Јас би коментирал само две реченици. Ако моментот кога се произведуваше вакцината за свински грип, па таа се инкорпорираше во сегашнава четворовалентна вакцина што ја правиме, беа потребни 1 година. Некои насоки синоќа беа дадени дека за 3 до 4 месеца во септември би имало предклиничко истражување, па после би се дало на тоа клиничко истражување. Се сложувам дека крајот на 2020 година нема да имаме вакцина,
Меѓутоа, во иднина, еден ден ќе си размислуваме, по старите ние, не знам од каде, ќе ја гледаме состојбата дека се боревме со непозната работа, која што ќе биде сезонска работа. Меѓутоа, секогаш велам една реченица што може би интересна за медиумите да ја чујат. Главното прашање беше зошто во моментов се наоѓа на северна земјина полутопка, зошто на јужната земјина полутопка немаме поголем број на заболени лица. Односно, дали шпекулациите беа, воздухот бил заситен, имало многу водена пара, времето било постудено, условите биле такви да народот зимски период малце повеќе се држи на дистанца и најнаш кога се затопли времето, имаме поголемо зближување на народот. Најновата шпекулација што ја прочитав завчера беше следна, дека вирусот можеби ќе се спушти на јужната земјина полутопка, дека тамо ќе почне да хара во периодот што е пред нас и дека може да ни се случи до година да ни се врати како сезонско заболување. Значи, тоа е согласно земјината, како се вртат временските услови на северна и јужна, може повторно на есен и на зима да ни се врати како сезонско заболување, кое што ве молам да го сватиме како се уште шпекулација, значи не е ова моје предвидување негде на графчиња, меѓутоа има истражувања кои што велат дека може вирусот да ослабне, затоа што после 8 до 10-12 пасажи, последната 12-та пасажа е веќе поситна, помала, не толку вирулентен вирус. Ама сега веќе знаеме, подготвени сме како да се Не, ние знаеме како да размислуваме. Во моментов и не знам што не чека, меѓутоа свесни сме дека не очекува проблем. Во моментов ние имаме проблем и го решаваме најадекватно што може. Ви благодарам на сите за прекрасните одговори, барем што се однесува до оној момент каде што имавме емисија. Продолжуваме понатаму, нема да ги изоставиме и медиумите. Ќе ги вклучиме онлайн, а Мухамед Хоџа, портпаролот на владата, ќе го превземе тој дел. Колега, повели. Прво прашање ќе постави колегата Боби Христов, Калма телевизија. Повели, Боби. Благодарам. Прво, честитки за се што прават присутните лекари и нивните тимови и сите други. Честитки за транспарентноста од почетокот на Министерот за здравство и во име на главниот и одговорен уредник на телевизија Телма и на уредничкиот колегиум на Телма. Енергичен протест против одлуката на службата за односи со јавноста на владата, редовните пресконференции да ги замени со ваков формат на инфосесии, бидејќи впрочем и нашето директно вклучување, кое што воопшто не беше предвидено, е резултат на силниот притисок од страна на новинарите. Тоа морав да го кажам на почеток, со сиот респект за транспарентноста и на господинот Филипче и на присутните лекари во сиот изминат период. Би имал две прашања. Првото прашање е за господинот Караџевски. Господинот Караџевски, дали се уште важи заклучокот од Комисијата за заразни болести, донесен на 31 март 2020 година, според кој сите лица кои поминале 14 дена период во самоизолација, домашна изолација во загради и немаат симптоми, не е потребно лабораториски да се тестираат. Благодарам за прашањето. Вие веќе одговоривте со самото тоа што го прочитавте заклучокот на Комисијата за заразни болести и тоа е така, ние тоа сме го рекле на тој состанок кој што го цитирате записникот од Комисијата. Повторувам, доколку немаат симптоматологија, основата на све се вика симптоми кои што ги знаете кои се веќе, а кои што сме ги рекле безброј пати за COVID-19. Ништо не слушам. На Светската здравствена организација. Подолу го цитирам. Серумски примероци на крв треба да се земаат од сите потврдени случаи со COVID-19 и од така наречените household контакти, односно контакти од домаќинството, семејствата и други, без разлика на симптомите. И тоа, во акутна фаза, коагулирана крв треба да се зема што поскоро, односно, за потврдени случаи, не подоцна 7 дена од појавувањето на симптомите за потврдени случаи. За лица под
непосреден ризик, household контакти од домот или непосредно контакти со заразениот, не подоцна од денот од изложеност со потврдените случаи и има понатаму, ги знаете препораките, повторно земање на примероци и стриктни правила. Дали се постапува според овие протоколи на СЗО? Ако се постапува, колку анализи досега се направени на заразени, колку на така наречени household контакти. Доколку не се постапува според овие препораки на Светската здравствена организација, моето прашање е на кој начин бирате? Според кои препораки на Светската здравствена организација ќе постапувате, а според кои не, бидејќи сите досегашни ваши активности ги објаснувате дека се прават согласно препораките на Светската здравствена организација. Јас си извинувам, може ли само првиот дел од прашањето, некај 20 на 30 секунди не бевме во можност да чуеме ништо, само да го повториме. Господинот Караджовски. Извинувам, не ве чувме првите 20 на секунди од прашањето. Ве молам да го повторите. Првите 20 на секунди. Значи, дали не го слушнавте делот од препораките или делот од прашањето? Од прашањето, Делот од први. Дали се постапува според овие протоколи на Светската здравствена организација, со кои се налага серумски примероци на крв да се земаат од сите потврдени случаи со COVID-19 и од така наречените household контакти, односно контакти од домаќинство, семејство, без разлика на... Во ред е. само Во ред е. Благодарам, во ред е. во однос на ова прашање, значи потребно е да направиме разлика во однос на два протоколи сега споменувате. Кога зборувате за крвни примероци, се работи исклучиво за серолошки тестирања, значи кога се бараат антитела, кои што претходно и министерот Венко Филипче најави дека сме во план да правиме посеопфатно тестирање. Значи не се прават се, значи Светска здравствена организација во своите протоколи исклучиво препорачува, значи за докажување на носителство на вирусот да се користат молекуларни тестови, односно PCR тестови кои што се засниваат пред се на земање бриз од нос и од грло. Значи серолошките тестови во процес сме, значи, на подготвување на серолошко истражување, така наречена серопреваленца, кога ќе се испитува колку од населението било изложено на овој вирус и каков тип на имунитет станува збор. Значи се работи за два различни протоколи. Јас уште би додал дека за да се створат антитела после навлегувањето на вирусот во човековиот организам, а самото навлегување на антигенот означува дека организмот се бори со антигенот, потребни се 3 до 3,5 недели, по наши околу 20 на дена, 14 до 21 ден, поточно. Ние во моментов правиме истражување антигенско заради тоа што ни треба вирусот во моментот кај пациентот да видиме дали има вирус во себе, а тоа го правиме врз основа на земен материјал кој што се диагностицира во 24 до 48 сата, во зависност кога ќе се стави во процедура. Значи, серолошкото истражување, повторувам, е тоа кое што се прави после 21 ден од оној момент кога ние веќе ќе докажеме дека некој човек има во себе ковид. Благодарам толку. Благодарам, докторе. Продолжуваме со прашање. Сител телевизија Повеле. Добар ден. Имаме две прашања. Едно ни е до доктор Караджовски, едното е до министерот Филипче. За доктор Караджовски. Доктор Караджовски, дали сите потврдени случаи на COVID-19 во земјата се тестирани за присуство на грип? И имајќи ги во предвид сомневањата дека вирусот можеби ни е присутен многу порано, а имајќи во предвид дека и ваши италијански колеги се сомневаат во истото, дали можеби од епидемиолошка гледна точка имавме несериозен пристап кон она што ни се случуваше крајот на јануари и првите 3 недели од февруари, кога училиштата беа преполовени, кога во паралелка имаше само по 5 деца, кога оздравени деца се враќаа во училиште за последна недела повторно да заболат, кога матични лекари реагираа дека антибиотската терапија не одговара на компликациите настанати, па се менуваше терапијата или пија дупла доза на терапија, а само 3 дена пред да се потврди првиот случај на COVID-19, вие на прашање на новинарите кажавте дека не секое мрсулавење значи грип и затоа нема потреба да се затворат училиштата.
Така е моето прашање, мојот одговор е согласно и она што сум го рекол, тоа и стојам позади тоа. Меѓутоа ќе повторам што сакам со ова да ве запознам сега. Ја не знам дали го слушавте мојот одговор пред 10 минути го дадов, дека во држава има регистрирано нешто помалку од 40.000 случаи на грип во оваа календарска година 19 на 20. Ако е така, што представува отприлика 18.000 случаи повеќе него ланската календарска година, и заради тоа сме во состојба на размислување дека има потреба, согласно COVID состојбата сега, да правиме истражување кога ова ќе се смири, кога оваа состојба со COVID ќе заврши, да правиме серолошко истражување за да видиме дали influenza-like illness, севиер акутна респираторни, тешки акутни респираторни инфекции, се тие кои што ги бараме како случаи кои што се викале грип. Ако од тие примероци кои што ни се зачувани во лабораторијата, добиеме резултати дека се позитивни на COVID, согласно со актуелната состојба во моментот, ќе знаеме дека COVID не е првиот случај што е регистриран на датата 26 февруари. Да, размислувањето ваше оди во прилог на тоа, меѓутоа сега не можеме да ги правиме тие истражувања заради фактот дека сме фокусирани во моментов на COVID и пациенти со тешка клиничка слика која што може да заврши. А она што било, сега би дојде постфестум, ќе го правиме она што било во јануари, а се сложувам дека во дел на Западна Европа сите го размислуваат истото, дека вирусот не е дојден во февруари, нека е дојден во јануари, согласно размислувањето дека кинески работници биле во италијанските фабрики, 2000 фабрики со 20.000 кинески работници во Северна Италија уште во јануар месец. Доктор Никиш, само сака да се напомена? Значи, ова прашање Прашање до неколку пати министерот. беше споменато и точно е дека имаме зголемување на бројот на случаи на заболувања слични на грип. Меѓутоа ќе напоменам нешто. Значи, во пикот на сезоната на грип, кога беа регистрирани најголем број на случаевите, може да видите и по известувањата, значи Институтот за јавно здравје, во соработка со Министерство за здравство и со сите други здравствени организации, спроведува и вирусолошки надзор над причинителите на заболувања кои што личат на грип, значи на оние респираторни инфекции. Она што го гледавме во пикот на сезоната, имавме преку 80 до, па и во одредени недели, 85% на позитивни случаи на грип. Значи, кога зборуваме дека ќе направиме ретроградно истражување, зборуваме за оние 10 до 15% кои што не можевме да ги докажеме дека биле грип. Значи, идејата е дека имавме нагло зголемување на 37.000 случаи, значи имавме регистрирано, како што каже доктор Караджовски, веројатно некои од тие 15 на 20% се должат на некои други причинители. Направивме многу лимитирани испитувања во однос на дали некои од тие претходни примероци биле позитивни на SARS-CoV-2, нели на причинителот на COVID-19, не најдовме. Меѓутоа, за едно сеопфатно истражување потребно е време и потребно е тоа да биде направено со соодветна методологија и како што кажа доктор Караджовски, тоа ќе го направиме во следниот период. Имам прашање за министерот, значи ме интересира дали ќе имаме порестриктивни мерки има предлог за порестриктивни мерки за Великден, полицискиот час да биде од четврток попладне до вторник сабајле, и ве молам доктор Караджовски, не ми одговоривте на првото прашање. Дали сите позитивни на COVID-19 во земјава се тестирани за присуство на грип? Значи, можеби јас ќе ви кажам, дали ме слушате сега? Сања, дали ме слушаш? Значи, во однос на тоа, кога некој ќе се докаже дека е причинител од COVID-19 и клиничката слика се докаже присуство на SARS-CoV-2 вирусот, нема потреба потоа да се идентифицира дополнителен вирус или коинфекција. Во некои случаи може да има и коинфекција и на инфлуенца и на овој вирус. Меѓутоа, ако лабораторискиот резултат ја објаснува клиничката слика и се совпаѓа, нема потреба од дополнително тестирање. Во однос на следниот викенд ќе разговараме точно каква мерка ќе биде воведена во тек на следнава недела, почнувајќи од утрешната владина седница. Верувам дека еден од деновите ќе биде дополнително додаден на викендот, значи еден од предлозите е да има рестрикција на движењето од петок попладне до вторник наутро, значи плюс понеделник од тоа што е сега мерка за овој викенд.
Продолжуваме прашање, мислам дека повели Канал 5 телевизија. Добар ден, од Канал 5 телевизија имаме едно прашање до министерот Венко Филипче. Со оглед на тоа што Прилеп сега станува трет град со број на заразени од COVID-19, дали се размислува во однос на порестриктивни мерки во овој град да се воведат нешто слично како што беше во Дебари, Центар Жупа и Куманово? И уште едно прашање до некои од докторите епидемиолози. Колку и како одговараат помладите пациенти заразени од коронавирусот, мислам на пациентите до 18 години, и дали тие ја примаат онаа терапија која што ја земавте, која што ја спроведувате, и каква е нивната воопшто здравствена состојба? Благодарам. Будно ја пратиме ситуацијата во Прилеп како и во секој друг град. Има повеќе луѓе кои што се диагностицирани позитивни. Утро имавме разговори со директорот на болницата и со градоначалникот на Прилеп. За утре се планира и посета на градот од страна на представници на кризниот штаб во владата, но сметаме дека во овој момент дополнителни рестриктивни мерки во Прилеп не треба да се воведат. Ги имаме при тоа во предвид веќе важечките мерки, затворениот викенд, продолжениот полициски час, веќе одвоените две критични, да кажам, групи на граѓани, едни повозрастни и други како преносители. А помладите, оние рестриктивни мерки кои што ги воведовме во Дебар, беа во момент кога во државата немаше вонредна ситуација и немаше полициски час. Во таа смисла, сега сметаме дека дополнителни мерки во Прилеп или во било кој друг град, имајќи ги во предвид сите овие кои што се веќе на сила, не треба да се воведуваат. Во однос на терапискиот пристап, ме прашавте дали терапискиот пристап се спроведува кај сите возрастни групи. Да, се спроведува согласно критериуми кои што ги имаат направено инфективна клиника, а протоколите се превземени од Светска здравствена организација и Европски центар за мониторинг на заразни заболувања. Протоколот за лекување на ова заболување е стандардизиран секаде во свет. Оние лица кои што имаат полесна клиничка слика, имаат супортивна терапија и имаат терапија која што се вика до оној момент додека не се развие некоја билатерална пнеумонија, при што организмот може да одговори со сопствени капацитети да дише. Оној момент кога организмот ќе крахира и нема да може да дише со сопствени бели дробови, му се дава супорт со машини за респирација. На прашањето дали помладите полесно ја пребродуваат оваа клиничка слика, да, секаде во светот е така. Возрастната категорија на лица преку 60-65 години, а во светот некаде и преку 70 и 80 години, многу потешко ја пребродуваат оваа клиничка слика, заради тоа што голем дел од нив имаат коморбидитет. Младите лица се најчесто носители и тие кои што имаат многу полесна клиничка слика и може лесно нивниот организам да се избори со некакви други заболувања кои што го прави во организмот COVID-19. Меѓутоа, оние лица кои што сме ги рекле од порано, уште од предминатиот месец, кои што имаат коморбидитет во смисол шекерна болест, диабет, значи тие што имаат коморбидитет со кардиоваскуларни, бубрежни, имуносупресивни лица што примаат имуносупресивна терапија, лица со малигни заболувања, па дури и лица кои што се само на возраст преку 80 години, многу потешко ја доживуваат оваа клиничка слика, затоа што тоа е удар врз имунолошкиот систем. Младиот организам може полесно да го преброди и тие немаат некоја потешка клиничка слика. Продолжуваме со прашање. Телевизија 21. Имам две прашања до министерот Венко Филипче. Првото прашање е градоначалникот на општина Кичево Фатмир Дари кажа дека бараше од влада општина Кичево да биде прогласена како стерилна зона. Например, да се контролираат сите лица кои ќе влегуваат и ќе излегуваат од Кичево, бидејќи како што изјави Дехари, во Кичево нема ни еден пријавен случај и ова мерка ќе беше придонна за да не се појават и други нови случаи на COVID-19. И второто прашање ми е дали тестовите кои се употребуваат во нашата држава за потврда на присуство на COVID-19 се доверливи. Значи гледаме случаи кај што имаме смртни случаи
пред неколку месеци веќе се умрени, а сега резултираат позитивно. Тестовите имаат одредена сензитивност. Сега не знам дали тоа е суштината на прашањето. Кај секој случај, дури и постмортем земаме брисо и јас не верувам дека има некоја друга земја каде што се прави тоа, меѓутоа сметам дека ние со тоа постигнуваме две работи. Прво, правиме ретроградна анализа во однос на контактите. Сметам дека тоа како мерка е дополнително добра за околината. И втората работа е што ја комплетираме или да кажем во овој момент се повеќе дополнуваме епидемиолошката слика таму кај што сакаме да стигнеме. Во однос на дополнителните мерки, кажавме во неколку наврати, сметам дека во ниту една општина дополнителни мерки нема да бидат поефикасни, се додека се почитуваат мерките кои што се веќе на сила. Повторно ќе кажам, Дебар беше специфична општина заради тоа што тогаш немаше мерки на територијата на цела држава. Јас би додал, ако може, за да не баме ваков тип на прашања, за некои зони да останат стерилни, а други во наводници ќе речам толку многу компромитирани со огромен број на заболени. Мерките што владата ги предложува се за универзално почитување, односно доколку населението се придржува до нив, тоа се најдобри можни мерки за спречување на ширење на вирусот. Ако ја избегнуваме социјалната дистанца, носиме заштитна опрема, медицинскиот персонал знае правилно да ја користи, едуциране за ефектите на таа заштитна опрема, а народот е свесен за она што ни се случува и ни дава максимална поддршка во нашите напори, ми се чини дека хероите треба да бидат целото население. Оставете тоа што збориме дека се медицинските работници херои. Целото население треба да биде херој со самото тоа што ќе ги почитува овие мерки. Просто ми е несватливо кога ќе чујат секоја вечер дека има 200-300 лица во државата кои што биле приведени, кои што не ја почитувале мерката. Не е тоа голема храброст да излезеш на улица и да кажеш ја можам да шетам кога јас сакам. Што сте кога некој е храбар и ќе остане дома и ќе каже да јас ги почитувам мерките. Тоа е големината на човечкиот ум. Благодарам, доктора. Продолжаваме со прашање. Благодарам. Јас морам да напоменам дека некои проблеми има со врските со слушањето, така што од сите ги слушам само министерот и доктор Караджовски. Така да прашањата тука некаде ќе ги поделам. Значи, првото прашање ми е зошто кај нас умираат млади, здрави луѓе, што досега не го слушавме дека тоа е случај во другите земји, особено Италија. Барем до нас не стигаат такви информации. Да се направи компарација колку се починати, а колку се оздравени генерално. Колку медицински персонал во моментот е заболен. Второ прашање ми е дали покажува видни резултати терапијата, веќе мораме да знаеме дали има резултати од терапијата која што се применува на инфективната клиника, колку лица ја примале и дали се оздравени. Имам прашање исто до министерот, зошто Институтот за микробиологија како една од најстарите институции не е вклучен во процесот на тестирањето, односно да помогне во процесот на серолошките испитувања кои што ги спомнавте пред малку, така да се растовари и Институтот за јавно здравје. Институтот за микробиологија е вклучен во стручната работа, во анализите преку професорката Петровска, Милена, која што е дел од Комисијата за заразни болести и од многу наши стручни дискусии во однос на капацитетите, доколку е прашањето како бројка на изведени тестови во текот на денот, од следната недела ќе се вклучи и МАНУ, со оглед на тоа што се надградија капацитети и покрај тоа што на почетокот требаше се вклучат само во контролата на изведување на тестовите, сега практично ќе изведуваат 50 до 100 теста и сметам дека е тоа сосем доволна бројка. Ние уште на почетокот имаме еден пристав во кој што
се вклучени експерти од повеќе специјалности, од повеќе области од сферата на епидемиологијата, инфектологијата, микробиологијата, понатаму различни струки, специјалности во делот на регрутирањето на кадри, лекари, медицински сестри, така да сметам дека ниту една специјалност, ниту еден аспект на третманот на овој проблем генерално не е запоставен во нашиот пристап. Секој дава максимум во однос на ангажирањето на сите капацитети и сметам дека за сега оваа стратегија дава добри резултати. Во однос на возраста на лицата кои што починале од овој вирус, значи точно е дека пред се една општо одговор е дека да, најчесто ги зафаќа највозрастните групи и лицата кои што имаат претходно постоечка хронична болест. Меѓутоа, како кај нас, така и во светот, за жал може да почини и лице кое што претходно не можело да се утврди дали имало некоја постоечка претходна болест. Не би се сложил дека кај нас повеќе умираат помладите лица, значи повеќе од 65% од сите починати лица се на возраст над 60 години и кај 3/4 се регистрирани некои коморбидитети. Значи, ако ги видите во вкупниот број на лица преку 800 кои што се регистрирани, значи бројот на починати за жал млади лица одговара на онаа стапка од 1 до 2% кои што очекуваме да починат и од помладите возрастни групи. И при тоа ќе кажам, за разлика од регионот, кај нас се водат сите смртни случаи кои што на било кој начин се асоцирани со вирусот на SARS-CoV-2 или на COVID-19. Значи, во одредени случаи може и да не е директна причина за смрт, меѓутоа допринел со тоа што ја влошил постоечката здравствена состојба. Продолжуваме, Владимир Говели. Добар ден. Имам 3 прашања, 2 за министерот. Министре, пред 2 дена вашата објава во врска со тоа дека кај Велешанката е во нејзиното дишно стебло е прониден вирусот, предизвика многу контроверзии и кај граѓаните, меѓутоа и кај стручната јавност. За подоцна вчера со соопштение од Министерството за здравство да соопштите дека се уште се прават испитувања и дека не е ова конечно дека жената имала коронавирус. Прашањето ми, имаше ли потреба за објавување една таква вест која што дел од стручната фела вчера ја протолкува и како сензационалистичка? Второто прашање ми е околу тоа денеска во Велес во новите 6 случаи се објавени и 2 случаи кај медицински работници, и тоа луѓе вработени во итната медицинска помош и на инфективното одделение, значи во оддели во кои што директно контактираат медицинските лица со заболени и кои треба да се по дефолт, да речам, заштитени. Зошто доаѓа до заразување на медицински лица од ваквите оддели кои имаат директни контакти, бидејќи претпоставуваме дека ги следат протоколите? Дали е ова нивно невнимание или што? И третото прашање за епидемиолозите, дали имате податок, спомна министерот пред 3 дена дека во оваа сезона 37.000 случаи на заразени од сезонски грип имаме во Македонија, колкав е процентот на смртност, односно колку починале? Благодарам. Во однос на пациентката од Велес, резултатите ги објавуваме и всушност ги индицираме токму за да се избегне сензационализам. Сметам дека кога ќе се објават такви какви што се и со образложение зашто се направени анализите и зашто се објавуваат, јавноста е навремено и точно информирана. Тоа што како информација се уште го чекаме е времето во кое починале мајката и синот, и тоа се информации кои што сега во овој момент се работат на Институтот за судска медицина, меѓутоа е потребен мултисекторски пристап информации од други институции во Велес и тука во утринскиот разговор кој што го имав со директорот на институтот ме информираше дека во текот на оваа недела ќе ги изработат апсолутно ќе биде изработен целокупниот извештај.
Сакаш ти? За второто прашање би може јас да одговорам. Правилно користење на заштитна опрема означува правилно облекување и уште поправилно вадење или сооблекување на заштитната опрема. Има светски искуства и пишувана литература која што вели дека во светски рамки меѓу 5 и 10% од медицинскиот кадар е заболен. На што се должи тоа? Пред се на несоодветно облекување и сооблекување и несоодветно почитување на протоколи кои што укажуваат кога се става таа опрема, за каков тип на пациенти се става и манипулацијата со таа опрема. Бидејќи низ целава држава патувам последниот месец, лично се уверив дека на некои места има непочитување на протоколите за правилно користење или докористување на таа заштитна опрема, бидејќи лицата кои што ја носат таа заштитна опрема прават пауза за цигара, па користат иста заштитна опрема пред него што работат со пациенти. Или несоодветно ја вадат заштитната опрема затоа што има протокол по кој редослед се вади и по кој редослед се става. За таа цел се спроведе едукација од страна на инфектологија, клиника за инфектологија при медицинскиот факултет во Скопје, меѓутоа и онлайн можат да се запознаат сите медицински персонал како тоа се спроведува. И второ, дружбата на одреден медицински персонал во времето кога не работат со пациенти, тоа се вика дружење во иста соба, пиење кафе, пуешење цигара или џавка муабет од една страна, а од друга страна дека дел од нив можеби во некои општини се заразени и во домашни услови. Значи, ние секогаш го зимаме во предвид и однесувањето на медицинските кадри и во домашни услови, дали би можеле тие да се заразат во домашна средина или разговор со комшии, со пријатели, со одење во продавници и така натака. Постои можност да се тие заразени и на својата професионална должност, меѓутоа повторувам, само доколку соодветно се користи опремата. Пред се ќе ве потсетам зошто немаме ни еден доктор и сестра заразени на инфективна клиника. Зашто процедурата ја почитуваат 100%. Во однос на последното прашање, колку смртни случаи се регистрирани од грип оваа сезона, пријавени се само 3, од повеќе, нели рековме, од повеќе од 37.000, 33.000 официјално пријавени случаи на грип. Значи, или со други зборови, стапката на смртност оваа сезона од грип е 0,01%, кој ќе го споредиме со 4,3%. Ова го потенцирам затоа што често пати пробува да се направи споредба на COVID-19 со сезонски грип. Значи се работи за две различни комплетно заболувања и во однос на колективниот имунитет кој што го имаме, во однос на медицинските средства, фармацевските средства кои ги имаме во смисла на лекови и вакцини и пред се во тежината на сликата. Значи од 5 до 50-60 пати е поголема смртноста сега што ја гледаме на COVID-19 во однос на сезонскиот грип. Да додадам само на кратко, мислам дека е само да се надополнам на ова претходно што беше кажано, во однос на смртноста, во однос на вкупната бројка на пациенти со сезонски грип, ние ќе можеме да кажеме точни информации, да направиме еден точен пресек откако добар дел од претходните анализи материјали пациенти од сезонски грип ќе ги анализираме ретроградно враќајќи се и за коронавирусот. И тогаш ќе може детално да одговориме на овие прашања, дали тука некои случаи и се промакнале, да кажам, без да бидеме свесни или не, но тоа го оставаме за понатаму, заради тоа што сега целосно капацитетите се посветени на диагностицирање на новите пациенти. Продолжуваме последно прашање во денешното вклучување. Имам две прашања за министерот Филипче. На првото веќе одговоривте делумно, но ве молам накратко поради спецификата и географската положба на Охрид и Струга, каде има повеќе заболени од коронавирус. Дали го разгледавте барањето на општина Охрид, односно на кризниот штаб и им одговоривте? Поврска со тоа да се разгледа можноста за воведување забрана за влез на жители од други општини, пред се мисли на движењето на граѓаните од Струга во Охрид и обратно. Според градоначалникот на Охрид, оваа мерка е неопходна, особено пред великденските празници.
и ве молам накратко од кој кластер е последниот 4-ти случај во Охрид и каков е статусот на претходните 3 со оглед дека првиот датира од пред 1 месец, а во статистиката се уште се објавува и се води како активен. Добро, мислам дека имаше одговори на дел од овие прашања. Преминување во или движење од еден во друг град практично ќе биде невозможно заради тоа што ќе има затворени, ќе има полициски час кој што целосно ќе ограничи движењето во текот на сите денови од празникот, веројатно без четврток, но за точниот распоред ќе зборуваме у тека на оваа недела. Дозволете заменикот доктор Арслани да каже некои специфики за овој регион во Охрид и посебно за Струшкиот регион, заради тоа што е детално информиран. Тој беше дел од тимот кој што направи увид на лице место во околината на Струга, пред се индицирано од големата фреквенција на контакти кои што тие луѓе ги има со жителите на Дебар пред да се воведат тие мерки во Дебар и околината. Дозволете да ве информирам дека пред неколку дена заедно со председателот на комисијата, заедно со директорот од Институтот за јавно здравје бевме токму во Струга и околина за да процениме одблиску ситуацијата како е таму. Битно е дека имаме локален кризен штаб во селото Лабуништа, од каде што имаме и најголем број позитивни. Стручно се постапува и се контактира според епидемиолошката анкета. Сите информации од тој локален кризен штаб секојдневно ги добиваме, истите се анализират од комисијата, и се преземат соодветни мерки согласно според протоколите и алгоритмот. Од друга страна, тоа што има од локална општина дека ставиле во постапка за да се земат некои околности за карантин или изолација или други постапки, сите тие информации на дневна основа ќе нагласам дека се анализираат во комисијата и стручно се постапува кои мерки понатаму ќе се преземат во ова насока. Јас би додал само уште 2 реченици. Во насока на подобрување на епидемиолошката служба во регионот Охрид, Дебар и Струга, испративме еден епидемиолог кој што во период од 15 дена ќе помогне за разрешување на епидемиолошките проблеми, ќе се најде на услуга на здравствениот систем, ќе прави епидемиолошки анкети, формирано е место каде што ќе се земаат овие брисеви, каде што работат микробиолог и лаборант. Во согласност со динамиката, тие брисеви ќе бидат испратени на анализа во Скопје за анализа. Меѓутоа, првото прашање дали ќе се прави некаква, слушам веќе по медиуми има, рестрикција на движење, а тоа го чув од градоначалникот, дека убаво би било да се спречат граѓаните од другите градови, кои што имаат викендици или викенд куќи или викенд станови во Охрид, да не доаѓаат во Охрид. Прво, такво прашање воопшто не е анализирано. Втор пат ќе повторам, доколку граѓаните ги почитуваат мерките, може да има Скопје и 2 милиона жители, да се вика Скопје е равно на Северна Република Македонија, доколку тие граѓани ги почитуваат мерките, ќе не бидне. Затварање во својата љуштура, односно во своето гето, кое што велиме ќе се вика затворено за останатите жители на државата, прво не е коректно, второ, тие луѓе плаќаат порез на општината каде што вие живеете, односно каде што градоначалникот собира пари од тие луѓе од даноците. Трето, добивате помош или добива помош општината од државата Република Северна Македонија. Трето, заштитните средства се од овдека, према тоа затварање на локално ниво или стварање на така наречени виргинални подрачја во која што нема да има влез ниту излез на други граѓани, се со цел да се заштитиме ние. Прво, не е хумано, второ, не е коректно, трето, не е епидемиолошки издржано и четврто, што сакам да ви кажам, рачунајте дека во целата држава има ковид. За да полесно спиете и денес и утре, рачунајте дека целата држава има ковид.
Ето, воедно и со тоа, со овој ваш говор ќе ја завршиме денешната емисија. Мислам дека имаше добра логика. Ви благодарам многу за одвоеното време. Мислам дека ги исцрпивме барем голем дел од прашањата, иако претпоставувам дека и 2 дена да седиме овде ќе има постојано прашања на оваа тема. Имаме и многу прашања кои што ни стигна на нашата мејл адреса, меѓутоа бидејќи немаме време, сето тоа ќе биде одговорено писмено. А на вас, драги граѓани, што има да ви кажам, освен да ги практикувате сите оние мерки кои што се поставени, мијте раце, седете дома, држете растојание. Поздрав и довидување.